Во ред ви благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Каде завршуваат 30% од тендерите во РЕК? На ова прашање треба да одговорат властите на СДС и ДУИ. А по избори ќе треба да знаат дека ќе има одговорност за сите инволвирани во тендерот од 46 милиони евра за ископ на јаглен, кој на неколку дена пред избори го зема фирмата на белорускиот конзул во Македонија. 30% е разликата во цена за ископ на 1 килоџул јаглен, кој го понудила Марковски компани на белорускиот конзул и на другите фирми на тендерот. Иако Марковски компани имала повисока понуда, таа го добива тендерот. Имено, РЕК Битола ја избира Марковски компани со понудена цена за ископ од 129,7 денари по гигаџул, а истовремено ја игнорира понудата од 100 денари по гигаџул. Власта мора да каже зошто е изберана поскапата понуда и дали во џебовите на луѓето од власта завршуваат овие 30% од тендерот. Почитувани, ова не е единствен тендер на истава компанија која е рекордер во тендери. Од над 80 милиони евра во изминативе години, токму во РЕК, за ископи вредни милиони правеле и други фирми блиски до власта. Колкава е штетата која на овој начин е предизвикана 7 години и дали ова беше планот на власта за грабеж на државата? Дали за да го реализираат овој грабеж со самото доаѓање на власт, ја поништија набавката на рударска опрема за ископ на јаглен во вредност од 34 милиони евра, распишана од председателот Мицкоски тогаш како директор на ЕЛАМ. Почитувани, набавката тогаш предвидуваше набавка на багери, камиони, булдожери за копање на јаглен во РЕК Битола и доколку се реализираше истата, ќе беше сосема непотребно да се ангажираат надворешни фирми за ископ. Па така, во РЕК ќе се заштедаат десетици милиони евра секоја година. СДС и ДУИ ја стопираа оваа набавка затоа што знаеа дека ако РЕК има сопствена механизација, ќе нема како да распишуваат милионски тендери и како да ги крадат парите на народот преку вакви тендери. Коренот на проблемот е грабежот на државата преку РЕК Битола, тежок 100 милиони евра од 2017 година до денес, кој немаше да се случи доколку власта не ја поништеше набавката на механизација спроведена од председателот Мицкоски. СДС и ДУИ систематски ја ограбуваа Македонија изминативе 7 години и за тоа одговорност ќе има. Затоа никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме. Повелате, доколку имате прашања? Дали ВМРДПМН смета дека политичкото рекламирање треба да биде натаму со државни пари, која е ставот на партијата, и дали ги прифаќате предложите наводно гифти антикорупцијска за филмување за финансирање? Сметаме дека власта навистина се поигра со овој закон изминатиот период. Истиот очекуваме да се разгледа, да се отвори една јавна дебата, зашто подоцна ВМРДПМН ќе излезе со сопствен став. Благодарам и на вас. Дозволете ми сега да прочитам едно прашање кое што пристигна од телевизија 21 и за истото да дадам одговор. Минатата вечер кај нас во емисија беше Арбен Таравари, кој што вели дека има резерви за ВМРДПМН и Христијан Мицкоски во однос на коалицирање после избори. Бара гаранции дека ќе се случат уставните измени, а во меѓувреме тоа го бараат и сите останати албански партии. Ако може вас став за овие барања, дали ВМРДПМН гарантира уставни измени за отпочнување преговори со Европската Унија? Единствената гаранција која ВМРДПМН ја има и е комплетно напуштање на ваквата условувачка политика која има во Македонија и на која се навикнати сите останати политички партии и политичари. Коалиција е возможна со секој оној кој има за цел да ја направи Македонија достоинствена држава, да владее честно и позициите да бидат вистински сервис на граѓаните. Се останато, па особено за вакви услови за уставни измени под бугарски диктат, позицијата на ВМРДПМН во однос на ставовите останува непроменета. Ви благодарам.